Мајките кои се на породилно и оние чии деца имаат до 6 години, повторно протестираат пред владата во обид да издействуваат укинување на одлуката во среда да се вратат на работа. Претходно, министерот за здравство рече дека владата не ги прифатила нивните барања кои тие ги доставија на првиот протест во четвртокот. Што ќе преземат мајките сега? Ја прашувам колешката Ања Василева, таа го следи протестот пред влада. Ања, кои се новите еве барања, односно од што нема да се тргнат, односно нема да се откажат мајките? Така е, Искра, што туку ќе започне практично протестот, вториот поред протест на мајките кои што се на продолжено породилно отсуство и на мајките кои што имаат деца до 6 години. Расте револтот кај нив со тоа што надлежните немаат практично слух за нивните барања, со тоа што немаат покрај тоа што владата одлучи од 23 да започнат со работа, тие немаат солуција каде и кој да им ги чува децата. Гневни се на владината одлука, затоа во овие вести разговарам со една од мајките кои што се на продолжено породилно отсуство. Добар ден и ви благодарам што ја прифативте да поканата да бидете дел од ова информативно издание на телевизија Алфа. Најпрво, имате ли нови барања и да ги повториме оние барања кои што ги имате изминатиот период од како владата одлучи да ги врати на своите работни места мајките на продолжено породилно отсуство? Нови барања нема, значи само сакаме да се испочитува одлуката донесена од страна на комисијата да биде продолжено породилното до 31.12. Со оглед на тоа дека во градинките нема капацитети, сама министерката Шахпаска кажа дека ќе биде наложено на општините да обезбедат капацитети, значи на дечињата. Меѓутоа тоа не е само просторно место, значи тука спаѓаат и креветчиња, тука спаѓа секаква опрема и играчки и тоа нема шанси да се изведе барем сега за 2 дена. Бидејќи имам дојава од мајки кои што биле во градинките, каде што се враќани со оправдание дека нема место во градинките, или се ставени на листа на чекање, значи за 30 деца пред нив има 60 деца на едно место, на друго место баш ми кажа дека и рекле ако треба година ќе чекаш, значи тоа со таков однос тоа. Така. Побаравте ли средба со надлежните? Дали имаат слух тие всушност за вашите барања? Што вели министерот за здравство? Што вели министерката за труд и социјална политика? Министерката за труд и социјална политика, како што знаеме, значи една иста изјава ја изјавува дека места има. Меѓутоа тоа е во теорија, значи не знам кој ги врши статистиките, меѓутоа во пракса тоа не е така. Министерот Филипче, значи мисли дека е доволно продолженото породилно, вели дека доволно сте биле, без разлика што он самиот најавува дека ќе има септемвриски бран. А исто така изјавил дека ако има потреба и ќе се затворат градинките. Што во тој случај значи ние? Или сакаат на пример да не тргнат од терет на држава и да не стават под терет на фирма, па потоа повторно значи да се затвори. Бидејќи пред чинам вчера или завчера имаше таа изјава Филипче, министерот Филипче, дека ќе се затвораат. Така. Она што друго како проблем се јавува е дека делот мајките кои што го имаат овој проблем каде што немаат практично каде да ги остават своите деца додека тие се на своето работно место, некои најавуваат и откази од работа. Што велат мајките? Ете, вие имате поголема комуникација со нив. Што на вистина најмногу ве мачи во моментот? Значи има мајки кои што веќе имаат даден отказ, за жал. Има мајки на кои што не им е дозволено да користат одмор. И тоа значи за жал. Има мајки кои што се приморани да се вратат на работа доколку доколку значи се продолжи. Значи во случај да се продолжи има и такви работодавци кои што ги терат мајките повторно да се вратат. Може значи околу 100 мајки до сега имаат пријавено дека ќе дадат отказ. Така, и за крај што понатаму, има ли простор за договор? Што укажуваат вашите информации во соработка со надлежните? Дали можеби ќе има промена на оваа одлука? Значи ние се надеваме, денеска побаравме средба, значи со Зоран Заев, со премиерот Зоран Заев. И се надеваме дека ќе стигнеме, ако не до решението кое што го наложи комисијата, дека ќе стигнеме до еден вид на компромис
Значи сакаме да ја слушаат и нашата страна, бидејќи во првенствено има и мајки што се со прематурчиња во мајките со продолжено. Значи бебиња кои што биле во инкубатор, можеби месец-два, па потоа се извадени на свет. И тие се сериозно загрижени за здравјето на своите дечиња со оглед на тоа што са бајле добив информација, значи од исто од една загрижена мајка, дека веќе по 14 деца има во јасли, а не по 12. Значи не е проверена информација, меѓутоа станува збор за Карпош 4, колку што разбрав. Така и за крај би ве прашала, која е вашата солуција, ете, доколку започнете од среда на работа, што ќе правите вие, како ќе изгледа еден ваш ден? Јас сум, значи, мајка на 3 деца. Едното ми е 6 години, прваче, 3 години и 11 месечно бебе. Работам во 3 смени, прва, втора и трета смена. Значи, треба да избалансирам меѓу носење и земање на првачето од училиште, бидејќи со физичко присуство, да избалансирам со малечкиот, а со малата, значи, ќе видиме како ќе испадне. Значи, многу е тешко за нас мајките, иако имаше коментари дека ние сме неработнички, дека сме вакви, дека сме такви, на социјалните мрежи се има, меѓутоа категорично тврдам дека дел од овие мајки тука може и повеќе работат од тие што коментираат. Се плашите ли? Не. Зошто колку што може да биде јака една мајка, не може никој. Ви благодарам. Ви благодарам и на мене. Искра ги слушнавме барањата практично и како што кажав на почетокот, незадоволството на владината одлука за тоа токму оваа група на граѓани, мајките на продолжено породилно отсуство се намака кој ќе им ги чува децата од среда доколку почнат да стартуваат со работните места. За крај ќе потсетам дека владата со последната одлука одлучи да ги врати на своите работни места хронично болните, мајките на продолжено породилно отсуство. Искра? Ја ти благодарам за разговорот со мајката, која што е дел од другите мајки присутни пред владата во моментот. Тие бараат средба со претседателот на владата и се надеваат дека сепак ќе се укине одлуката, односно ќе се продолжи она продолжено породилно боледување до крајот на декември. Ако работите останат вакви какви што се, тоа тешко дека ќе се случи, односно отказите им се неизбежни.